Додека царицата се капела, од водата излегла една жаба и рекла: "Твојата желба ќе се исполни. За неполна година ќе добиеш керка." И навистина, царицата родила прекрасно девојче. Царот бил пресреќен и направил голема забава. Ги повикал сите роднини и пријатели. Ги поканил и мудрите самовили, за да бидат добри и наклонети кон девојчето. Во тоа царство живееле 13 самовили. Царот имал само 12 златни чинии, па затоа 13-тата самовила морала да остане дома. Кога забавата била при крај, самовилите го дарувале девојчето со понекоја убава особина. Првата со добрина, втората со убавина, третата со богатство. Другите самовили го дарувале девојчето со се што може да се посака убаво на овој свет. Во моментот кога 11-тата самовила го дала својот дар, одеднаш се појавила 13-тата самовила, таа што не била поканета. Сакајки да се одмазди, рекла: "Кога девојчето ќе наполни 15 години, да се боцне навретено и да падне во 100-годишен сон." И што се случило потоа? Кога 12-тата самовила го слушнала ова, рекла: "Девојката ќе се разбуди од длабокиот сон ако ја бакне некој што е влюбен во неа." Царот се исплашил за својата керка и наредил да бидат изгорени сите вретена во царството, а на девојчето му дале име Трнорушка. Како растела Трнорушка, така се исполнувале сите предвидувања на самовилите. Била добра, убава, воспитана, сите ја сакале. Еден ден, кога Трнорушка веќе наполнила 15 години, тргнала на прошетка низ дворецот. Царот и царицата тој ден не биле дома. Така шетајки, царската керка стигнала до една врата. Ја отклучила вратата и видела непозната баба, како вредно преде со старо вретено. "Добар ден, бабичке," рекла Трнорушка, "што правиш?" "Еве, предам," рекла бабата. "Сакаш да ми помогнеш? Дојди да пробаш да предеш." Трнорушка го зела вретеното, во тој момент се боцнала на вретеното и заспала. Бабата не била вистинска баба, туку била 13-тата самовила, која направила да се исполни пророштвото. Трнорушка да заспие од боцнување на вретено и да спие 100 години. Но не заспала само принцезата Трнорушка. Веднаш заспале царот и царицата, сите во дворецот, заспале дури и коњите, и кучето, гулабите на кровот и мувите под зидовите. Заспал и огнот и куварот кој токму тогаш сакал да го казни својот помошник. Престанал да дува и ветрот, а заспале и сите лисја на дрвјата. И така сите спиеле со години. Околу дворецот почнал да расте огромен трновит жбун, кој секоја година бил се поголем. По некое време од жбунот веќе не се гледал дворецот. Леле, колку страшно! Сите заспали и не можеле да се разбудат. Не можеле. Сите биле магепсани, потонати во длабок сон. Приказната за убавата заспана царска керка Трнорушка се расширила секаде низ светот. Многу принцови се обиделе да се пробијат низ трњето до дворецот, но ниту еден не успел. Еден ден, после многу
Еден ден у години, еден храбар и упорен принц успеал да се пробие низ трњето и влегол во дворецот, каде што сите биле заспани. Толку било тивко, што можел да го стушне својот стив. Принцот влегол во собата во која спиела Трнорушка. Принцезата била толку убава, што принцот веднаш се влюбил во неа. Не можел да се воздржи, па се наведнал и ја бакнал. Бакнежот, како да бил магичен, Трнорушка се разбудила од долгиот сон. По неа се разбудиле и сите луѓе и животни во дворецот и околу него. Кога сите биле будни, започнала големата свадба на принцот и принцезата Трнорушка. И знаеш ли како си живееле? Се живееле среќно, убаво, уште долги